на 11 и 12 октомври 2025 година на стадионот на армијата на Република Македонија во организација на кинолошко друштво Lotus Royal се одржа меѓународна кинолошка изложба за сите раси на кучиња. Кинолошкиот судија Јане Серафимов на излагачите и публиката им ги представи судиите кои ќе ги оценуваат кучињата на изложбата. Најпрво сакам да представам гостинката од Словачка, Габриела Ридарчикова, Китајте, гостинот од Турција Фатих Ѓокчан, подпредседателот на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија Горан Дојчиновски, делегатот од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија Драган Цитановски. Да поздравиме и председателката на Кинолошкото друштво Lotus Royal Наташа Краљевска-Настевска и секако директорот на изложбата Слободан Настевски. Со ова изложбата е прогласувана за отворена. Ќе суди Фатих Ѓокчан, во ринг број 2 Габриела Ридарчикова и во ринг број 3 Горан Дојчиновски. На сите присутни им посакувам убав и успешен ден. Благодарам. 12 октомври 2025 година беше значаен ден за историјата на македонската кинологија. За прв пат во 11-та ФЦИ група се надпреваруваат две македонски раси на кучиња. Две раси кои во своето име ја имаат придавката македонско. Македонски паничар и македонско овчарско куче, Караман. Во рингот број 3 во кој кучињата ги оценуваше подпредседателот на Кинолошки сојуз на Република Македонија Горан Дојчиновски, пристапија македонските паничари Среќко и Веда на браќата Владко и Маријан Костовски. Прв за оценување во изложбениот ринг приде паничарот Среќко, кој детално беше анализиран од судијата.
Следуваше оценување на 8-годишната паничарка Веда, водена во изложбениот ринг од Марко Василковиќ. Младиот Марко умее со кучињата затоа што во неговото семејство веќе 2 децении се одгледуваат македонски раси на кучиња – шарпланинци, карамани и паничари. Од судијата Горан Дојчиновски за поубав беше избран паничарот Среќко, кој ќе го чека исходот од оценувањето во првиот изложбен ринг, за да се надпреварува во убавина со првакот на раса кај македонските карамани. Најпрв да поздравам ова изложба, сме гостове на последна изложба, каде што најголем акцент буди на промоцијата на нашите раси, благодарност на фамилијата Костовски која се грижи за промоција и афирмитет на нашата раса. Големо задоволство сме да ги видам овие прекрасни паничари негови, кои се автохтона раса наша во Македонија. Раса која што не била признаена, но е многу распространета во сите делови на Македонија, како во источниот, така и во западниот дел на Македонија. Моите податоци говорат дека во западниот дел на Македонија, во Мијачијата, Тресовичи, Каличи и Зарополе, овие раси биле пропратни раси со шарпланиците и многу верно ја обавувале својата работа, како во пратење на стоката на своите паши, така и во боровите, каде што биле големи заштитници за својот сопственик. Промоцијата што ја прават фамилија Костовски е за пофалување, бидејќи веќе добивме покрај шарпланизот наш со кој се бориме со соседните земји, дали е наши или ниви, 2 наши автохтони раси, тоа е караманот, кралот на планините, кој што постои со векови на нашите бачева. Имаме стари извадоци и слики во Мијачијата и во дело што ќе бидат споделени према организаторов на нова промоција што прави за најновата книга што треба да се испадне за овие раси. И би сакал да ја насочам и државата, доколку е можно да се помогне во промоцијата на овие. Олцеви е одсутна дека државата во многу голем проект што узерат своје место во Костовски, да се помогне за поголема промоција на овие раси. Голема благодарност до нив за ширење на посебно на расава паничаров, паничарчиња, пошто гледам дека има голем интерес од повеќе фамилии низ Македонија и надвор, истите ги поклонуваат све ради промоција на оваа раса. Со голема чест ми е да помогнам со фотографии и дела што може да ги гледам во Мијачкиот дел, бидејќи од таму потекнам, за промоција на расава караман,
како и за заштита на овие две раси и поголем авторитет во земјава и во свет. Иначе, јас сум Славчо Тимовски, голем љубител на нашите македонски раси, обедувач долгогодишен на шампањуецот, собственик на еден прекрасен караман што живее на планината Бистра и како одгледувач сакам во најскоро време да имам едно паричарче од Господова Косовски што ќе биде еден биленик во мојот дом. Следуваше оценувањето на македонските овчарски кучиња, карамани. Прв пред судијата Фатих Чокчан пристапи младиот караман Драгон од одгледувачницата Црн Витез на Илија Блажевски. Стадионот на армијата на Република Македонија е историски за расата македонско овчарско куче Караман. 15 години пред оваа изложба, поточно на 9 мај 2010 година, на истиот овој стадион, за прв пат во историјата на македонската кинологија, беше промовирана старата македонска раса на куче, македонско овчарско куче Караман. На таа изложба учествуваа 23 карамани, а ги оценуваше судијата Владимир Крстевски. Драги победители, особена чест ми е денеска што како прв судија имам чест да ја судам нашата стара овчарска македонска раса Караман. И се надевам дека денес овој ден ќе остане запаметен во македонската кинолошка историја и како за клубот на македонскиот овчарски пес Караман. Благодарам. Откако судијата Фатих Чокчан детално го оцени младиот Караман Драгон на Илија Блажевски, во изложбениот ринг пристапи младиот Караман Карон на Дејан Васликовиќ, кој исто така беше подложен на детална анализа.
завршувањето на оценувањето на младите карамани, Драгон и Карон, при што за поубав беше избран Драгон, редот им дојде на мажјаците во возрастна категорија од 2 до 8 години. Прв за оценување пристапи караманот Вардар на Југослав Крстик, роден и одгледан во одгледувачницата на Илија Каров, председателот на кинолошки клуб Македонско овчарско куќе Караман. Караманот Вардар беше професионално презентиран во изложбениот ринг од Никола Иванов. Во изложбениот ринг пристапи караманот Баљо на Југослав Крстик, воден од Илија Блажевски. Следуваше епската битка меѓу Вардар и Баљо.
Од судијата Фатих за поубав беше избран Караманот Вардар, пошто следуваше оценувањето на младата караманка Бистра на Илија Блажевски, водена од Мамер Авдију. Дојде време за избор на најубав караман на изложбата, а во битката за таа титула влегоа победниците во своите возрастни категории. Караманот Вардар на Југослав Крстик и младите карамани Драгон и Бистра на Илија Блажевски. За најубав караман на изложбата, од судијата Фатих Чокчан беше прогласен Караманот Вардар на Југослав Крстик. Добар ден, поздрав до сите гледувачи и љубители на македонско шорко куќе Караман и на македонски паничар. Денеска сме собрани во градскиот парк на стадионот на АРМ, се случува една кинолошка манифестација, кинолошки викенд, Октобер Дог Шоу, во покровителство на кинолошко друштво Лотус Ројал, Скопје. Земавме учество со неколку примероци на македонско шорко куќе Караман и имавме исто и учество со македонскиот паничар. Во главно ово се поминавме, победи кај караманите Вардар зема поп, што е и одлично, значи, куќата беше стварно во добра кондиција, во одлична форма. Балјо беше исто така изложен на Југослав и он зема добра оценка. Мојот Драгон и Бистра зема млада женка, Джуниор Бос. Убаво се поминавме, убава дружба и така. Паничарите не знам за резултатите како што поминали. Тоа ќе ви каже повеќе Владко. Како и да е, убав ден. Времето се погоди, не забрана, убава дружба и така. Да живе Република Македонија, да живе македонско шорко куќе Караман и македонски паничар. И сите одгледувачи и љубители. Живи и здрави вас. Поздрав. Добар ден, поздрав до цела Македонија, до сите одгледувачи на сите раси кучиња, а посебно за караманите и за паничарите. Денеска се собравме во градски парк, обидавме да убава дружба, се кличевме. Најдобрите победија, другите зема учество, што е добро и позитивно. Не може секогаш да се победи, треба да се учествува и треба да се гаи и ова.
Лично сум задоволен, двете мои кучиња добро помина, двата каравана. Едни прво место и другиот со пофалница. Треба уште малце поише да поработам со него. И така, сакам да ги поздравам сите одгледувачи на Македонското овчарско куќе Караман и на Македонскиот паничар. Со други зборови, кратки црти, да сакам да поздравам целата раса македонска, се двете раси, да живеат караваните и паничарите и да живее Македонија. Драги излагачи, дојдовме и до самиот крај на кинолошкиот викенд. Поставено 2 меѓународни изложби за сите раси на кучиња во организација на кинолошкото друштво Лотус Ројал под покровителство на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Финалето, честен шоу програмата, да започнеме со дете и куче, да се подготват деца со своите кучиња, дете и куче. Прво во нашата програма ќе биде изборот за дете и куче. Понатаму ќе продолжиме со избор на најубаво бебе, најубаво најмладо куче, најубав ветеран, најубав пар, најубава одредна група. Ќе извршиме избори за најубаво куче на членовите од Кинолошкото друштво Лотус Ројал и понатаму ќе продолжиме со изборот на најубавите кучиња по екции и групи. Значи, започнуваме со дете и куче. Изборот за ова конкуренција ќе го изврши делегатот на денешната изложба Драган Китановски. Паничарот Среќко, воден од малечката Ренеса Авдију, ја имаше честа да се качи на победничкиот пиедестал како единствен надпреварувач во категоријата дете и куче. Следуваше делот значаен за историјата на македонската кинологија. За прв пат во 11-тата ФЦИ група се надпреваруваа во убавина две македонски раси на кучиња – македонски паничар и македонско овчарско куче Караман. Во изложбениот ринг пристапија паничарот Среќко, воден од Ренеса Авдију, и Караманот Вардар, воден од Никола Иванов. Во изборот за најубаво куче од непризнатите раси имаме македонско овчарско куче Караман и македонски паничар. И по избор на судиката Габриела Ридарчикова, на прво место македонско овчарско куче Караман и второ место македонски паничар. Честитаме